Американскиот аналитичар и колумнист Џон Стилидес смета дека спорот меѓу Македонија и Грција е билатерален спор, а не меѓународен, и токму поради ова не треба да се поистоветува со спорот меѓу Турција и Грција за Кипар. Според него тоа е веќе меѓународно прашање. Тој патем додава и дека Македонија и Грција ќе мора да разговараат и за разликите во културата и историјата. Ако се гледаат оделно, Грција нема причини да изгуби кој било од двата спора со Македонија или Турција. Но решението и за двете сепак неопходно вклучува компромис. Тоа значи дека сите страни ќе мора да се повлечат за одредени работи, вели Стилидес. Токму за тие прашања, тој очекува да стане збори за време на предстојната посета на американскиот државен секретар Хилари Клинтон на Атина, најавена за почетокот на февруари. За американскиот аналитичар јасно е дека Грција повеќе нема поддршката од САД, како што ја имала досега. По светската економска криза, Грција во Америка е представена како расипничка држава и американците се молат да не им се случи грчкото сценарио кај нив. Според Стилидес, токму финансиските проблеми ја ставаат Грција повторно на колена, а доколку сака да ги разреши билатералните спорови, неопходна ќе биде поддршка од Америка. Согледувајќи го интервјуто на американскиот аналитичар за очекување дека Грција ќе попушти во намерите на блокирање на евроатлантските процеси на државава, бидејќи Стилидес додава и дека Македонија има многу посилни лобисти во Вашингтон отколку Грција. Според него, нашиот јужен сосед во моментов нема ниту еден лобист зад себе.